Добар ден, почитувани, започува уште една нова телма амбуланта. Во јавност има многу прашања за употребата на канабисот, на маслото од канабис во медицински цели. Дали е лек или пак поддршка на основната терапија? Има ли значење кај онколошките пациенти или пак кај лицата кои што имаат некакви ревматолошки заболувања? Може ли маслото од канабис да ја намали болката или пак да спречи епилептични напади? Што е со гериатриските пациенти? Имаме бројни прашања поврзани со медицинската употреба на канабисот, на кој што одговор ќе побараме од доктор Ирина Витановска, специјалист по семена медицина. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. За употребата на маслото од канабис во медицински цели денеска разговараме со доктор Ирина Витановска, специјалист по семена медицина. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден. Кога станува збор за канабисот, меѓународот познат како марихуана, трева и слично, има најразлични називи. Зборуваме за две активни субстанции, две главни активни субстанции што ги содржи, тоа е ТХЦ и ЦБД. ТХЦ-то е всушност она субстанца што го предизвикува чувството на или кај оние корисници на хај, односно на, како велат, надувани дека се. Надувани се, да. Тоа е тој термин што се користи, но какви се други ефекти може да предизвика? Јас не би сакала да зборам за опијат, ТХЦ, затоа што тоа е опијат. Главниот лек, односно субстанца која се употребува во лекување или додаток на лекување на разни болести е канабидиол, ЦБД, кој што всушност не е опијат. И углавном сите експерименти кои се направени на животни, па и негде студии што се дадени на луѓе, нема многу студии, да ве упозорам, се со канабидиол. Лекување со ЦБД, канабидиол. И тоа е екстрахиран од листот на марихуана на канабис и тоа е лековит уствари. Заменувајќи го нашиот ендоканабидиол, кој што ние лично, секој орган го произведува и имаме рецептори за ендоканабидиол, односно за тој систем кој што балансира во наш организам и кој што недостасува при разни болести. И затоа додаваме канабидиол од канабис за да постигне телото равнотежа. Еден фини баланс се постигнува. Јас сум лекувала, сум давала на многу пациенти дошле кај мене од разни болести, али прво и основно со кои пациенти се сретнував се стари луѓе со хронична болка, од декубитус, гангрена, тоа е страшно, немате што да му дадете. Уствари, проблемот и на денешна медицина е како да постигне тој аналгетски ефект, како да го лечи човекот од болка, има хронична болка. И сега, затоа е канабидиол вметнат, затоа што може да лечи, да помогне при хронична болка. Значи, не е плацебо, не е умислено, него стварно има ефект. И сега тука се реуматски болести, една палета, еден огромен број на реуматски болести кои што не можеме да ги третираме, освен 2-3 лека што се дава, што се вртат, поготово нема аналгетик и затоа тука аналгетското дејство и антивоспалително дејство на канабидиол е многу корисно. Јас сум давала за реуматоид артрит, пациенти се многу добро информирани, да ви кажам, за разлика од доктори кои што не сакаат да даваат канабидиол или канабис, уште имаат предрасуди. Пациентите свесно доаѓаат, знаат дека има дејство и затоа ми бараат за реуматоид артрит, за разни дегенеративни заболувања, артрити разни. И то како намалува болка. И корисно е многу. Јас со еден ортопед се сретнав исто, вика, јас давам за тоа, за болка. За ишиадикус, например, болка, да се намали, да се потпуно смири, и то како користен овој канабидиол. Сега да разјасниме, дали маслото од канабис е лек
Да. Или пак е поддршка на основната терапија? Може да излечи скроз. И може да верувам излекува дека во болест? понатамошни децении ќе го направат и да биде лек. Затоа што медицина е многу ограничена. Нема многу, немаме избор. А канабидиол, морам да ви кажам дека е потпуно, не само што е користен, него е потпуно безбеден. Не може да создаде зависност? Нема зависност никаква. Само докторот мора да има индивидуален пристап и да ја адаптира дозата спрема пациентот. Тоа е она што јас го правам. Кажете ми, покрај ТХЦ и ЦБД, има ли други активни супстанции во маслото од канабис? Има, затоа е тој улјан раствор кој што лабораторијата го произведува, затоа што има други супстанции кои поддржуваат дејство на канабидиол. Сега, истите се рецептори во мозокот и за опијати и за канабидиол. И сега, едно од првите лекувања, мислам, она што јас имам пракса, е баш лечење од зависност. Например, девојче кој е дошло зависно од хероини на брзина, што се вика, е лечено со канабидиол, одма дадено канабидиол као замена и излекувано од зависност. Значи, лекување од зависност може да се примени со канабидиол. Споминавте дека главната супстанца која што се користи е ЦБД, но сепак и ТХЦ-то наоѓа своја примена. ТХЦ-то, да, ограничена е примена заради злоупотреба и, например, не можете да решите болка од канцер. Тоа се метастази по тело, тоа ужасни болови имаат луѓе. Тогаш се додава, фабриките додаваат ТХЦ во одредена доза. Сега, потребно е да се иде со помала доза. Значи 5 милиграма, 10, не као што препорачуваат квази, некои на црно што даваат, не знаеме уопште која е доза таа на ТХЦ. Потребно е да се знае која точно доза се дава на пациентот. Заради можност од компликации. Кога станува збор за ТХЦ, дали е подобро да биде во што поголема концентрација во текот на третманот? Не. Значи да се започне со помала, да се оди кон поголема концентрација или постојано да се држи пониска концентрација? Уопште потребно е да се почне со мала доза на ТХЦ. Али главниот лек е ЦБД. Тој се дава у поголема концентрација и поголема количина за пациент. Значи зборот ми е и концентрација и количина ЦБД и малце ТХЦ. Али тоа ноќе се дава обично, за да може да спие, за болката да се намали и понатака. И не секој реагира добро. Не секој. Значи, затоа зборам за индивидуален пристап. Потребно е да се следи тој пациент, да се јавува на доктор, за да докторот може да ја адаптира дозата. Как може несакани значи, да се јават? Може да остане на многу ниска доза. Постојано и тоа да има ефект. Памтите ми го зборот. Значи, источната раса е поосетлива од западна раса на опијати. Затоа што се изгубило тоа, више со децении нема опијати на овој простор. Порано биле. Многу се конзумирало и биле навикнати луѓе. И ако го земам анамнеза од пациент, морам да знам дали он користел нешто од опијати. Дали зима, кои лекови зима. Затоа е потребно да доктор дозира канабидиол и тетрахидро канабидиол. ТХЦ. Значи, никако не смеат сами луѓе да зимаат. Сами да се прават рамнотежа. Сами не може да се направат. Не може да направат рамнотежа? Сами не. Да пресметаат колку од ова, колку од лабораторија тоа? пресметува. Пресметки бидејќи се прават, нели? Ке земам толку капки од ова, па толку капки од другото, за да имам рамнотежа и слично. Али која доза? Јас секој пат прашувам. Која концентрација, која доза сте земале? Да ми стане јасно што тој човек зима. Може да се појават штетни ефекти од ТХЦ. Затоа се додава ЦБД у повисока концентрација и повисока доза. Што може да почувствуваат пациентите ако имаат повисока доза од ТХЦ? Ако е канцер пациент со канцер, значи тука знаете дека користиме и морфиум за болки, за тој човек може и да спие цело време само колку толку да исчезне таа болка.
Значи, нема важност, да кажеме, колку ќе додадеме. Али обично и со ова е лесна дрога и многу малце се дава и постигнува ефект. Може ли да се яви, да речеме, тахикардија, Не, многу вртоглавица? ретко тоа се појавува. Значи нема пациенти. Видете, тахикардија може да се појави од било кој друг лек. Од хелекс може да се појави. Така. А колку хелекс ние даваме? Полно. Например, една жена ми пријавила дека имала од 0,25 хелекс халуцинација. Па сега. Значи, затоа доктор е тој Затоа надлежен. споменавте индивидуално. Да, индивидуален пристап. Значи, било кој лек може да предизвика нешто. По каква форма го има екстрактот CBD? Уљена форма. Уљена форма која се дава под јазик, веднаш влегува во циркулација. Сега, влезот е брз, меѓутоа дејството не е веднаш. Значи, тоа е растителен лек, растителна субстанца и му треба време да постигне ефект. Обично, трети, четврти ден пациентите пријавуваат сега, сега ми е добро, сега свежо се чувствувам, сега болката исчезна. Значи, треба малце трпение и така им викам на пациентите. Почекајте малце додека дејството почне. Значи, он има тој кумулативен ефект, постигнува во телото. И после тоа стандард држи свежина, антидепресивен ефект, например, многу убаво се чувствуваат луѓето. Например, за деменции се користи. Јас сум давала на стари луѓе, ми кажу, ме пријавува еден син на возрастна, многу возрастна жена, не станува од кревет, дементна, ништо не знае. Само едно давање на канабис, канабидиол, жената станала, почнала мести кревет, УВЦ да иде сама. Така, тоа е огромен успех. Али према анамнезата што ми ја дава, јас одредувам која концентрација и доза може да се даде. Не веднаш се оди со високи дози. Не веднаш. Исто така, епинапади. Имате 3 антиепилептика и кај дете и кај возрастен не се решава. Мал додаток на канабидиол, фина една рамнотежа и нема више епинапади. Паркинсон, кај старица, вака се движи тремор, огромен, веќе прима лекови, не постигнуваат ефект, нозете не одат. Која ќе додадам и тоа мала доза на канабидиол, веднаш престанува тој тремор. И жената има движење во нозете, па тоа е и то како квалитетен живот. Доктор, кога веќе зборуваме за маслото во кое што содржи CBD, има и една форма која што наменета за вејпување. Ги дава истите ефекти? Не е ист ефект. Јас не го препорачувам, не користам, и не можам да ви кажам за тоа ништо. Меѓутоа, јас сепак за медицинска цел ќе го препорачам само улјето. Само улјето на кое што се става под јазик што се става. А како се користи она масло кое што содржи ТХЦ? Тоа е исто улје. Да, се става дали под се јазик. исто под јазик? Исто под јазик. Некои се направени и да се пијат. Али тоа се сосема, пак нагласувам, мали дози кои се даваат. Значи, никако големи дози. Ајде да проговориме за онколошките пациенти. Речи си да нема пациент со карцином кој што не се обидел да употреби масло од канабис. Колкава е ефикасноста кај онколошките пациенти и дали сега тука зборуваме за ублажување на симптомите, за ублажување на болката или за лекување на болеста? Може ли карциномот да се повлече на ваков начин? Имам еден пациент, карцином на панкреас има. Опериран, значи тука е комбинирана терапија, опериран, останати метастази на трбушна марамица. И сега, јас давам, он прима хемотерапија, нормално дека се држам јас ко доктор до стандардни протоколи. Океј, али треба да се заштитат и здрави клетки. Знаете како делува цитостатик, уништува и е токсичен е за здрави клетки. И може би некој пат побрзо оди у некоја слабост поголема пациентот. Јас, моја забелешка е, например, дека хемотерапија да, плюс канабидиол
И може и ТХЦ да си користи навечер и цело време го следам. Еве, човекот си е жив, стабилен, јаде, пие се што треба. Значи, една комбинација направена од разни терапии. Значи, јас не се држам исклучиво само канабидиол, него желбата на човекот, стандард протоколи и комбинација со канабидиол и тетрахидро канабидиол. Канабидиолот... Ние сите доктори треба да бараме, да трагаме по најдобри решенија за болести за наши пациенти. Ја толку години имам стаж, не можам само да се држам за одредени работи, одредени терапии. И сметам дека сите доктори треба да трагаат за подобри решенија за пациенти. Значи, комбинација да направат за да на човекот болка му исчезне, за да се реши оваа болест. Разни препораки треба да дадеме што се користи за човекот. Дали силните болки од малигните болести може да се елиминираат на таков начин? Тачно, може. Со комбинација од опијат. Па да, се дава и морфин исто. Има ли временски период ограничен на употреба? Нема, може цел живот да го прима тоа. Може болеста скроз да исчезне. Само тоа, знаете колку е сложен људски организам. И се обновува, али може и да се блокира, да една депресија развие и да брзо умре човекот. Значи, се зависи од мозокот на човекот, од психата. Ја споменавте депресијата, анксиозноста е болест на модерното време. Да. Но велат дека маслото од канабис може да биде добра солуција и во решавањето на овој проблем. Ама само канабидиол. Само канабидиол. Значи, често доаѓаат панично-депресивни, анксиозно-депресивни. Значи, тоа се такви напади што не може да се контролираат. Јас све разбирам и давам една многу ниска доза на канабидиол и се средува. Порелаксиран, повесел пациент. Значи, тие се алтернатива на антидепресивите, така? Да. Значи, за да може со време да се ослободи од антидепресиви. Веќе му сметаат, не делуваат антидепресиви. И за да постепено, пазите која функција му е на канабидиол, прави баланс во мозокот. Има рецептори. И затоа тој антидепресивен, антиепилептичен ефект се постигнува. А што е со несоницата? Со оглед на тоа дека не е болест. Не е болест несоница. Не е болест, но е сериозен проблем кој што може да представува и здравствено оптоварување. Дели последици има милион од несоницата, може да сето тоа доводи кон болести. Е сега, кога ќе се прочитаат, условно речено, несаканите ефекти на канабидиолите, наведено е поспаност. Може ли да се реши проблемот со несоница, пак на ваков начин, со земање на... Не е тачно тоа. А не е тоа точно? Еве ќе ви кажам. Ако пациентот зима канабидиол саба или навечер, у 2 дози поделено, со ниски дози, после 3-4-5 дена, он веќе ќе постигне ефект и нормално ќе спие. Али треба... Зашто? Затоа што влегол канабидиол во мозокот и направил еден фини баланс. Претходно, кој недостаток има на субстанци и затоа не спие. Или па има грижа, мисли цело време нешто. Значи не е тоа болест. Треба да се открие од што е несоницата. Обично мисли нешто или па пие доцна кафиња, кока-коли, кој знае што. Значи не можете праволинijski да гледате. Кај пациент мора да се открие што е проблемот. Навиките треба да се сменат кај многу луѓе. Да, тоа суштинското може би. Суштински тоа е проблемот. Периодот пред заспивањето. Така. Или цело време гледа у екран. Екран. Таа сина светлина и тоа му не спречува излучување на хормони за сон. Или мора активен да биде нешто брза, адреналин, полно адреналин, па нема да спие. Современиот начин на живот прави многу проблеми, можеби од тука понекогаш треба да се тргне, Јас тргам секој пат од навиките на луѓето. И тука ги наоѓам проблемите. Кога тоа ќе се коригира, може и ова. Додаваш малце од лекот и тоа е се. А што е со гериатриските пациенти? Каков е ефектот кај нив? Имаше во Израел испитување во старечки домови, дури им дава и да пушат марихуана.
велат се прават студии во таа возрастна група, бидејќи кај нив нема злоупотреба на марихуаната и може да добијат реални резултати од ефикасноста Така, ја визита правам на еден старски дом и баш таму почнав со канабидиолот, али само со канабидиол, не со пушење или тоа значи, веќе со пушењето не може да се постигнат истите ефекти како со масло од канабис. Зашто ви кажувам ова? Затоа што ТХЦ-то брише неурони. Тоа е проблемот кај ТХЦ-то. Затоа се додава CBD многу високо. Висока концентрација. Ме разбирате што зборам? Не можам ја на стар човек кој веќе е дементан да му дадам ТХЦ. Тоа е немогуќе. Ја треба да го оживеам тој човек, а го оживувам со CBD. CBD која додава сасвим 7% му дадов на еден 80 годишен човек, човек што лежеше депресивен, не збореше, одеднаш оживе. Меморијата му се врати, све. Значи се разбуди мозокот. Треба да му го разбудите мозокот, а не со опијат да го угасите. Он веќе има диазепами, хелекси, раздоразни терапии што прима, ај да биде мирен. Не е работата во тоа, него треба да биде квалитетен живот да има. Масло од канабис може да се комбинира со сите овие лекови за смирување? Посебни се рецептори и затоа може. Сеедно, он си користи цела терапија, за срце, за притисок, се што треба, ќе си користи. Меѓутоа, кога ќе додадете канабидиол, ќе му зајакне работа на срце, циркулација ќе му се пушти повише, мозокот подобро ќе работи. И расположението ќе се подобри. Расположението депресивни се луѓето, многу се депресивни овде на оваа територија. За жал. За жал, а поготово кога е болен човек, он вапи, него му е потребно да биде нешто да му се даде, да му се разбие таа депресија. Докторке, правени ли се студии за следење на ефикасноста на маслото од канабис? Да, правени се во Израел и во Канада, што јас знам, и Холандија. Али кај нас не. Јас имам еден број голем на пациенти, кои што ги запишувам, следам све тоа и огромен број се добри. А што велат тебе светските искуства? Во однос на вие студиите кои што се правени, имате некакви податоци? Јас бев во Лувен, еден универзитетски град, блиску до Брисел, и таму мојата презентација беше забележана, али секој доктор што дојде кажа "This is revolution", али не знаеа да го практикуваат канабисот. А што имаше во вашата презентација? Презентација на број на стари луѓе во домот и плюс амбулантски пациенти. Старите луѓе беа со деменција и со гангрени и декубити. И тоа е излечено, средено. А амбулантските пациенти беа со епинапади, некоја неуралгија, главоболки. Ја, знаете, кога им давам на пациентите, им обично им кажувам, оди и кажи на твој доктор, тој, дека си примил ова. И углавно пациентите не кажуваат, а главно се добри, излечени. Значи, у таа комбинација и то како полезно за пациент. Зошто сметате дека пациентите не откриваат на своите доктори дека користат масло од канабис? Се плашат дека некој нешто ќе ги етикетира. Не откриваат во средината. Да, етикетирањето може би. Етикетирање, да. Али иначе знам и доктори кои се излечиле, да, кои се добри. Али, знаете, оние што беа предавачи кај на словенец, од Канада, шпанец, сите кажа, и ние бевме само протоколите, се додека нашите луѓе роднина не се разболе, жена не се разболе. И тогаш, вика, моравме да бараме и најдовме овој лек. Ова полезно да биде за болеста. Значи, тога се барат алтернативи, тога се посегнува. Тогаш се копа, да се најде, тогаш стануваме отворени за други болести. Значи, јас, рецимо, што ќе ви кажам, западна медицина има проблем во однос на источна медицина. Друг пристап има источна медицина. Ако западна само болка ја решава, например да се отстрани болка, источната бара узрок. Која е причината на болеста? Значи, ако тоа го споите и отворени сте, значи, за такво нешто да прочитате,
ќе најдете лек за своја болест. Па исхрана, комбинации разни. Сето тоа е индивидуален пристап за пациент. Не можете да генерализирате. Значи, маслото од канабис има потенцијал? Огромен. Кај голем број на заболувања? Револуција е ова, уопште Македонија добро што го легализира. Во повеќето земји во Европа не е легализира, доктори ништо не знаат. Има само Сативекс за болка што се дава кај канцер и тоа е толку колку знаат они. Ништо. Меѓутоа, во земјите каде што се напреднати легализирано, докторите работат. И центри се отвараат, и болници се отвараат за титрирање, дозирање на канабис за пациенти одредени. За хронична болка имате во Израел. За епи, деца со епи напади имате у Канада, у Израел. Значи, има пациенти кои што не можете да ги решите со стандардни лекови. Кога зборуваме за легалноста во однос на достапноста и можноста да се купат овие масло од канабис, дали може секој да си купи масло што содржи CBD? Исто како што може да си купи со ТХЦ? ТХЦ не? Не може ТХЦ. Значи, тоа е ограничено на докторски рецепт, додека ова може слободно да си купи CBD, али не знае која доза и концентрација. Значи, повторно е потребно... Па доаѓа до доктор за да може да му одреди. Значи, неопходно е докторот да ја одреди концентрацијата, односно терапијата, дозата, не може некој сам да си појде, да си... Не е добро тоа, значи претходно мора да има од доктор препорака која доза и која концентрација и после стандард да си зима во аптека. Така, можеме да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта, доколку имаат некое прашање кое што се однесува на денешната тема која што зборуваме, а тоа е медицинскиот канабис во маслото од канабис во медицински цели. Разговараме со доктор Ирена Витановска, специјалист по семена медицина. Доктор, ке овие активни супстанци што ги наведовте, дали ги има во секој дел од растението и во секој канабис? Не, од цветот е најефтино да се произведе и е опијат. ТХЦ. Така. А листот, потешка екстракција е за CBD. И ред други субстанци кои што го подржуваат канабидиол, дејството на канабидиол. Можеме да сретнеме чаеви од канабис. Каков ефект ги имаат? Не, тоа е храна. А тоа е веќе храна. Тоа е корисно, але е храна. Има разни улјина што на маса во европски ресторани стојат. Тие се од семена, коноп, да, храна се. Има и креми за лице, за нега. Многу се убави тие креми, многу се делотворни, ја ги користам. Одлични се, али не се лек. Така, не се лек. Не. Кога зборуваме за употребата на овие масла во медицински цели, дали може да ги употребуваат и деца, како и возрастни? Може, како не, па и они имаат канабидиол, ендоканабидиол, и децата во себе. Организмот произведува. Јас имав едно дете со аутизам. Дојде, значи родители едноставно не знаеат што да прават со него. Дете од 10 години, не знам колку беше, хиперактивно, вриска, не може да спијат ни дењи ни ноќе. И они прочитале дека може канабидиол да им помогне. И само што им препорачав, јас една ниска доза. Само еднаш ка прснале под јазик и детево се успало. Доктор ке вика каков ефект. Каков ефект. Значи нема лек друг класичен за аутизам. Нема, не постои. Али за детево конкретно било полезно. Да може да спие. И они да се одморат од него. Значи да се смири. Да се смири цел организам. Затоа ви кажувам, тоа е еден фини баланс што прави канабидиол. Која е вашата препорака кон оние пациенти кои што земаат големи дози на ТХЦ? Тоа се зависници. Значи може да се ослободат од зависност со канабидиол. Така, но не го земаат за да бидат зависници или пак за задоволство, туку го земаат како дел од некоја терапија. Тоа е друго. За терапија ве прашувам. Тогаш може, значи за медицинска употреба. Мора да се дозира, не може така 5, 10 до 40 милиграма. Највише се зема. Значи горната граница би требало да биде тоа? Би требало да биде 40 и толку.
Зошто не би се одело над тоа? Може психоза да направи. Али зависи кој пациент со која болест. Пак е индивидуален пристап. Кај онколошките пациенти? Кај онколошките може. Али некај други. Значи, кај онколошките може да се оди и со поголеми дози. Знаете и зашто? колку време? Зависи колку рецептори има тој човек. Се е до тоа. Со која дозираност, пак велам, со индивидуален пристап, можете да му одредите доза. Како вриска од болови што ќе му правите вие, мора да му дадете висока доза, ефект да постигнете. Истото го прави и онкологот. Исто. А има ли форми на карцином кај кои што не се препорачува да се даде масло од канабис? Не. Значи, секој пат ќе заблажи. Природна субстанца е. Таа прави баланс во организмот. Препорачливо е, може здрав човек да земе. И да ја подобри општата состојба на организмот. Има ли испитувања кои што се насочени кон делбата на клетките, канцерогените клетки и маслото од канабис? Има ли вистина дека се забавува нивната делба или не? Да, има кај анимални створови, кај мишеви, пацови. Е правено Бидејќи во многу Лондон. ги земаат овие препарати како форма на лекување, се надеваат дека со земањето на маслото од канабис канабидиолот се уствари излекуваат. и дека што капка канабидиол го забавува канцерот. Ама зборуваме повторно за CBD, така? CBD. CBD. Така, денеска ни разрешивте една голема дилема, всушност што е поефикасно THC или пак CBD? Канабидиолот. CBD тоа е важно. CBD-то. Така, дали доаѓаат голем број пациенти кај вас заинтересирани за ваков начин, ваков пристап на лекување? Видете, пациенти се добро информирани. Од интернет секакви информации ќе дојдат, добијат. Да, секакви има. Да. Тука е многу важно. И ќе дојдат, да, кај мене, за да ги разјасниме. Углавно моите миси ги гледаат, кажуваат дека ги научиле на памет, веројатно и ова ја гледаат многу луѓе, и така им станува појасно што е едно, што е друга субстанца, и ако случајно имаме некоја нејасноća, да кажеме, тогаш коригирам да дообјаснам што уствари е што. Канабидиол и ова. Некој ми бара THC. Чеке. Така, затоа и да прашав, обично тоа Не може бараат. THC. Значи, затоа е доктор да одреди дали треба или не треба. Уствари не треба. Не треба, нема потреба. Нема потреба. Значи има потреба само кај Канцер пациенти, кај пациенти со неуралгија, ма каква неуралгија? И тоа е питање. Треба добро да се види пациент што му треба него. Не може се. Значи, од Google информациите што ги добиваат не се секој пат за него. Они се точни за некој друг. Така, треба во морето информации најнапред да бидеме внимателни што читаме. Многу внимание треба. А потоа треба и консултација со лекар. Имаме гледачи, ќе им дадеме можност да се вклучат во денешната емисија со прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторката и до вас. Благодарам. Ја следам емисијата, гледачка од Скопје. Така. Имам едно прашање, бидејќи прв пат ја се судрувам со вашава емисија и со канабидиолот. Би сакала да прашам докторката. Имам голем проблем со коартрит, некои шилци на петите и на коленото со страшни болки. Алергична сум на многу медикаменти, не можам да пијам ништо освен аналгин. Кажете ми, каде се наоѓате, дали би можела да дојдам, меѓутоа патам од големи тахикардии, до 200. Дали ќе штети и дали би можела да пробам со тоа, пошто сум нон-стоп под болки. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е едно интересно прашање. Што би советувале? Дали може воопшто вака по телефон во емисија да дадете насоки? Зависи кои лекови све користи. Јас обично ги испрашувам што све зимаат, кои навики имаат, за да можам да кажам која доза и концентрација. И ова е идеална пациентка за канабидиол, затоа што кај незе ништо не помага. Може веќе била на физикална, може била у бања, може користи многу аналгетици, не знам што све не користи, и она би требало канабидиол да користи. А тоа што има тахикардија би представувало проблем или не? Ќе се смири. Ќе се смири? Да. Канабидиолот го балансира организмот.
Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден, поздрав до емисијата, поздрав до докторката. Благодарам. Пред 5 години, значи, ја носевме сестра ми лице со посебни потреби, одреден тип на церебрална парализа, фала Богу покретна. И уште тогаш, мислам, по препорака бевме кај докторката и ни го препорача и се уште го користиме маслото од канабис. Се сеќавам дека тогаш докторката рече, мислам, станете да видам како оди. И мислам, не добивме никаков коментар после тоа, го зедовме маслото и тотално сме супер задоволни, а и епилептичар во пубертет доби епилепсија. Покрај редовнава терапија го вклучивме и маслото од канабис и голем напредок има дури и во моториката. Ево веќе сега е 38 години пациентов и ја користиме дури сега, го користиме само при доколку имат што е многу реткост епилептични напади и во рок од половина час поминува, така да супер е сега апел да се внеси дури и во позитивна листа на лекови, пошто стварно има доста бенефит од ова масло. Ви благодарам што се вклучивте и што споделивте едно ваше позитивно искуство. Значи, доста луѓе посегнува, дури може кај церебрална парализа и затоа што, пак ќе кажам, рецептори има во мозокот и тие прават баланс, нови неуротрансмисии создаваат све тоа и ја гледам, например, дека се освежува човекот, дека моториката се подобрува, се. Ајде ќе вклучиме уште еден гледач. Уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, се работи за мојата сопруга. Така? Има 54 години. Диагностициран е карцином на ендометриум. Цервикс на утерусот. Така, генитален. Малигна неоплазма на овариум. Во напредна фаза. Пред 2 недели прими првата хемотерапија. Сега на 19 треба втората. Не знам дали треба да ви кажам што прима од лекарства. Дали може да се уклучи. Така, ве интересира дали може да се вклучи и терапија со масло од канабис? Дали може и од ова 7% на 20% на така, како треба. Да, ќе добиете одговор. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Како во масло од канабис во овој случај? Дали треба да и ТХЦ да содржи? Треба и најака концентрација. Најака концентрација. Значи е 25%. И тоа висока доза се дава, 10 капки, 100 милиграма да се даде. Една капка е 10 милиграма. Значи мора таква доза да се даде од сабајле, па поручек да даде 5 до 10 капки, па навечер со ТХЦ да се даде. Може да се јави кај онколог или да дојде кај мене. И на онкологија исто така може да се дадат насоки? Да. Препораки може да се дават за канабис. Така. Докторке, јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што појаснивте одредени работи поврзани со медицинската употреба на маслото од канабис. Ни разјаснивте една голема дилема, дали секогаш при користењето на масло од канабис треба да има ТХЦ. Рековте не. Ова е нешто што треба сите да го знаеме, бидејќи најнапред кога ќе влеземе на интернет и ќе прочитаме нешто, тоа е првата информација што вели колку повисока доза толку подобро, значи не, кај најголемиот дел од болестите подобро да се земе CBD, односно канабидиол. И тоа не создава зависност, тоа да разјасниме. Не е опијат. Не е опијат, нема да се чувствуваме лошо, само може да... Добро. Кај сите пациенти, нема група на пациенти, докторки, како што не се препорачува, како што се вели, не, само немојте. Само дозата треба да се внимава. Само дозата. И дозата не на своја рака. Не на своја рака. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Молам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта.
Секој ден учиме по нешто ново, поврзано со нашето здравје, затоа следете на редовно во редовниот термин на емисијата, секој работен ден, во 12 часот и 50 минути на телевизија Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте, ви посакувам пријатен ден.